Историја на светското првенство и вистински случувања. Во 2022 година се одбележува 22-тиот турнир на светскиот куп и првпат моравме да почекаме до крајот на годината за да видиме како ќе се одвива. Катар 2022 е зимски мондијал и представува радикална промена од она што мислиме кога станува збор за меѓународните фудбалски турнири. Во пресрет на турнирот кој започна на 20 ноември, да ја искористиме шансата да погледнеме наназад на овој многу популарен турнир. Пред светското првенство. Пред првото официјално светско првенство имало и други престижни фудбалски надпреварувања. Фудбалскиот турнир бил организиран како дел од летните олимписки игри и се сметал за најпрестижен од сите. Сепак работите почнале да се менуваат во 1920-тите години, кога фудбалот се преселил во попрофесионално поле, не во согласно со духот на Олимпијадата. Управното тело ФИФА почнало да прави планови за создавање своја светска фудбалска организација и плановите за првото светско првенство биле објавени на 26 мај 1928 година. Светско првенство на ФИФА 2022 година. Светското првенство на ФИФА за првпат се одржува на Блискиот Исток во 2022 година. Катар ја победи конкуренцијата од многу други кандидати, вклучително и Америка, за да ги добие правата за одржување на надпреварувањето. При тоа значеше многу промени во она што обично го очекуваме од светското првенство. Најголемата промена е што турнирот се одржува во ноември и декември. Екстремната жестина во Катар го прави опасен турнирот да се одржи во кое било друго време од годината. За многу навивачи и играчи ова значи уживање во треската на светското првенство во многу позимска клима во обичаеното. 5 топ факти за светското првенство. 1. Најдобар гол оди за Турција. Најбрзиот гол во историјата на мондијалите го постигна Турција, турчинот Хакан Шукур постигна гол за само 11 секунди во нивниот надпревар против Јужна Кореја на светското првенство во 2002 година. Други брзи удари дојдоа од Чехословачка, Вацлав Масек 16 секунди против Мексико во 1962 година и Брајан Робсон за Англија 27 секунди против Франција во 1982 година. 2. Кофи со пиво. На светското првенство во 2010 година, што се одржа во Јужна Африка, беа продадени над 3 милиони шишиња пиво низ стадионот. Ова е еднакво на над 750.000 литри и додека пиењето на трибините не е дозволено, во Англија тоа не е случај, во другите земји домаќините на светското првенство. Вреди да се запамти дека Катар има строги правила за алкохол и додека пивото може би се продава на стадионите на светското првенство, веројатно ќе бидат дозволени само безалкохолни пијалоци кога седите и гледате надпревари. 3. Нема турнир за боси играчи. Од сите чудни барања што ги слушна ФИФА, она на Индија во 1950 година мора да биде едно од најчудните. Репрезентацијата на Индија се повлече од светското првенство во 1950 година, бидејќи не им било дозволено да играат боси. 4. Бекенбауер се враќа назад. Германецот Франц Бекенбауер е единствениот играч во историјата на светските првенства кој ја освоил титулата и како играч и како тренер. Во 1974 година тој беше клучен за победата на неговата нација на светското првенство како играч, а во 1990 година го стори истото како тренер на тимот. 5. Поскапо од кога било досега. Катар 2022 година ќе биде најскапото светско првенство во историјата. Земјата домаќин потроши околу 200 милијарди долари на инфраструктурни проекти и подготовка за турнирот. Ова го прави значително поскап од кој било претходен турнир и ние сме возбудени што ќе го гледаме шоуто во таков луксус во 2022 година. Доколку ви се допадна видеото, ставете еден лайк, еден субскрајб или претплати се, а тоа е бесплатно. За вас може ништо не значи, а за мене значи многу. Доколку сакате видео на некоја тема, пишете во коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.